Почитувани граѓани, колеги пратеници, господине министер, еден мој пријател овие денови ми вика: Маријан, оваа година буџетот ќе биде добар. Му викам: зошто? Па вика: нема да ве тепаат. Викам: ако е тоа критериум дали буџетот е добар само затоа што опозицијата нема да ја тепаат, викам си изгрешил. Втора работа што сакам да ја кажам околу дополнетиот предлог на буџетот за 2014 година е тоа што и овој буџет се носи во докрај неразјаснети процедурални услови, бидејќи колеги пратеници на Комисијата за финансирање и буџет не заврши амандманската расправа и од вкупно 684 поднесени амандмани, 393 амандмани останаа неразгледани. 393 идеи на колегите пратеници од опозицијата граѓаните не можеа да ги слушнат, а најголем дел од нив се однесува на решавање на реални проблеми од комуналната инфраструктура и за изградба на патишта и на улици. Така да, симптоматично е дали овој дополнет предлог на буџет се носи во услови кои што докрај обезбедуваат една демократичност, транспарентност, отвореност во носењето на буџетот за 2014 година, ако се има предвид дека деловникот кој што ова парламентарно мнозинство го донесе без присуство на опозицијата, имаше за единствена цел да ја зачути опозицијата да не може да дебатира за своите амандмани на Комисијата за финансирање и буџет. Но, господине министер, и овој буџет, како и сите ваши претходни буџети во изминативе 7 години, е буџет на желби. Буџет за предизборно манипулирање и купување гласови на пензионерите, на корисниците на социјална помош и ветување за поголеми плати на администрацијата. Ова е буџет со кој што вие повторно земате од граѓаните и од македонската економија онолку колку што ви треба и колку што сакате да потрошите, а не онолку колку што тие можат реално да придонесат во буџетот. Ова е буџет со кој што, почитувани граѓани, вие ќе бидете се посиромашни, а власта ќе располага со се повеќе ваши пари. И потоа на лажиче ќе ви ги дава преку пензиите и социјалната помош, нормално, обедувајќи се пред изборите да ви каже колку многу се грижи и колку сака да им помага на граѓаните. Почитувани колеги пратеници, ако го погледнете овој буџет само со два параметри, ќе видите дека од овој буџет граѓаните на Република Македонија не можат да очекуваат ништо. Ќе да ги прочитам истите. Владата предвидела 2014 година инфлацијата да изнесува 3,3%. Од друга страна, владата предвидела во 2014 година бруто платата да се зголеми за 2,4%. Знаете што значи тоа? Дека цените ќе растат повеќе од платите. Дека граѓаните ќе имаат помалку пари да си ги платат сметките, да си купат храна, да го одржуваат своето семејство. И како може, господине Ставревски, овој буџет да биде буџет развоен и во интерес на граѓаните на Република Македонија? Ова ви е трета година поред во која што инфлацијата расте повеќе од платите. Опаѓа реалната куповна моќ на граѓаните на Република Македонија. Граѓаните од година во година се посиромашни и живеат потешко и победно. Вториот показател дека ова е буџет само на желби за што поголемо трошење пари на владата е следниот. Владата предвидела во 2014 година дека бруто домашниот производ ќе расте за 3,2%. Од друга страна, владата предвидела дека дефицитот ќе изнесува 3,5%.
Значи и оваа година владата ќе земе повеќе кредити отколку што ќе создаде македонската економија нова вредност. Господине министер, и оваа година ќе потрошите повеќе колку што ќе создаде македонската економија и за жал повторно ќе го надзидате надворешниот долг на Република Македонија. Почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, ова се поразителни и грешни политики на владата на Република Македонија. Приказките од типот дека владата се грижи за економијата и за граѓаните паѓаат во вода само со овие два показатели. Сакам да ве прашам, господине Ставревски, како планирате да го остварите буџетот во 2014 година, кога имате проблем со реализација на буџетот и во 2013 година? Од податоците кои што се достапни на вашата веб страна, заклучно со 10 месец 2013 година, буџетот сте го реализирале на приходната страна со 77%. Ако го земеме просекот кој што го остварувате месечно, испаѓа дека оваа година само, каде што растот на БДП ви е повисок од предвидениот, на крајот на годината ќе останете покуси за 186 милиони евра. Како ќе ја пополните таа дупка? Повторно со кредит. Само оваа година не можете да го остварите буџетот, а за наредната планирате нови 5% зголемување на приходите. Што мислите од каде ќе бидат тие пари, почитувани граѓани? Нормално, владата си го има волшебното стапче, тоа е земи кредит, помини. Сакам да ве прашам исто така, господин Ставревски, дали оваа година ќе ги реализирате капиталните расходи за кои што толку многу се фалите. Само за заклучно со 10 месец 2013 година капиталните расходи сте ги реализирале за 65%. И тоа само по себе покажува дека она што го зборувате овде пред пратениците и пред граѓаните на Република Македонија е само пропаганда во стилот да прикажете ситуацијата многу добра, но реалноста е сурова. Еве ви, не ни стаса буџетот од собрание до влада, па владата ни го врати во собрание, само сега сте ги намалиле капиталните расходи за 12 милиони денари. Значи сте планирале со предлогот на буџетот 22 милиарди 389, дополнетиот предлог сте ги намалиле за 12 милиони, изнесува 22 милиарди 377. Вака ли ќе помагате на македонската економија? Уште не е донесен буџетот, сте го вратиле дополнет предлог, сте ги намалиле капиталните расходи. И знаете кај сте зголемиле? Кај платите. Што е поважно сега? Да има пари во економијата или вие во министерствата да имате што повеќе пари да располагате со истите? Затоа, почитувани граѓани, да немате дилеми. Оваа влада не мисли на вас. Почитувани стопанственици, исто така. Оваа влада, за жал, стопанството го гледа само како една голема каса од која што треба да собере што повеќе пари. Граѓаните ги гледа како даноци и обврзници од кои што треба само да зема во буџетот, а кога треба да дава, тоа се дава на мало лажиче како на болен човек, само колку да не умрете, за да може и понатака да го полните овој голем буџет на Република Македонија. Впрочем, оваа влада е позната и по најлошите резултати економски во изминатите 20 години од Република Македонија. Господине Ставревски, вашата влада за овие 7 години, ова е 8 буџет, потрошила повеќе од било која влада досега 19 милиарди 363 милиони евра. При тоа, замислете, сте оствариле раст на бруто домашниот производ просечен од бедни 2,5%. Растот на индустриското производство ви е толку голем што не може дури ни да се прочита.
0,17% или не успевате да го достигнете индустријското производство од 2005 година. И ако ова се успешни резултати, и ако оваа влада мисли да ја развива Република Македонија, тогаш очигледно дека треба да имаме промена на економскиот модел. Моделот на владата досега е добар само за министрите и за владеачката партија. Овој модел значи едноставно богата власт, сиромашни граѓани. Господине Ставрески, сакам да ве прашам, зошто сте предвиделе повеќе 6,5 милиони евра да соберете од казни во 2014 година? Така ли ќе релаксирате економијата? Што ќе зимате повеќе пари од стопанството и од граѓаните? 6,5 милиони евра сакате да земете повеќе од граѓаните на Република Македонија и од стопанството. Се фалите, господине Ставрески, дека Република Македонија била трета земја по растот на бруто домашниот производ. Знаете која е другата слика на растот на бруто домашниот производ? Животниот стандард и куповната моќ. Еве ви е табелата на Евростат. Македонија е трета, ама од позади по паритетната куповна моќ на граѓаните на Република Македонија. Ние сме најсиромашната земја во Европа. Платите и пензиите во Македонија се најниски. Како ќе ја споредите политиката која што велите дека сте толку успешни и трети во Европа по растот на БДП, граѓаните да ви се најсиромашни и да имаат најниски плати и пензии и да живеат најбедно? Што ќе спротиставите, господине Ставрески, на оваа табела? Немате аргументи. Бидејќи времето е навистина многу кратко, сакам да ве прашам една друга работа за која што сакам денеска поотворено да дебатираме. Сакам, господине министре, да ве прашам една едноставна работа која за вас не е тешка. Може ли пред македонската јавност и пред сите нас да кажете колку е јавниот долг на Република Македонија? Може ли еднаш како пратеници да добиеме одговор колку е јавниот долг на Република Македонија? Ова што вие го објавувате е лажење на јавност. Долг на централната влада. Да се разбереме, не ве прашувам колку владата ја задолжила Република Македонија. Прашувам колку сите министерства, јавни предпријатија, акционерски друштва ја задолжиле Република Македонија во државна собственост. Може ли еднаш да ни го кажете тој податок и да престанете да оперирате со тоа дека долгот на централната влада е умерен и не е во ситуација да биде загрозен кредитниот рейтинг на Република Македонија? Впрочем, да ве прашам, господине Ставрески, ве рековте во експозето дека планирате, доколку се поволни условите на пазарот на капитал, не ја исклучувате можноста за емитување на евроврзница. Сакам да ве прашам, ако сме ние трета најуспешна земја во Европа, колку камата ќе добиете на евроврзницата? Може ли да гарантирате дека ќе биде под 8%? Може да гарантирате? Кога ќе емитувате да видиме? Еве, Хрватска зима со 6%. Грција со таков долг зима со 6% евроврзница. Република Македонија, вие веројатно си ја чекате златната акција од Светска банка и гаранцијата за да може да емитирате евроврзница. Без тоа Македонија нема под 8% да издаде евроврзница. И затоа сте предвиделе оваа година 2014 што повеќе пари да земете преку емисијата на државни обврзници, при тоа земајќи ги парите од банките и намалувајќи можноста да се кредитира стопанството. Господине Ставрески и колеги пратеници,
Овој буџет, за жал, е буџет на апатија. Овој буџет најдобро ја покажува безидејноста на владата на Република Македонија да понуди сериозни реформи со кои што ќе раздвижи македонската економија и ќе отвори нови работни места. За она намалување на невработеноста кое што зборувате, ќе спориме во секое време дека се однесува на административно бришење на вработените од Агенцијата за вработување и на иселувањето на младите луѓе од Република Македонија. Но вас тоа не ви интересира. И затоа вие предвидувате во буџетот не политики како да ги задржите младите луѓе во Република Македонија, туку политики на кои што играте на сигурно, ветувајќи на пензионерите 5% покачување на пензијата и на корисниците на социјална помош од 5%. Сакам да ве прашам, дали мислите дека тоа е доволно? Дали мислите дека владата е успешна ако социјалната помош ја покачи за бедни 100 денари или 50 денари? Затоа, ако зборуваме за буџетот за 2014 година, останува неминовниот факт дека Република Македонија и граѓаните на Република Македонија 2014 година нема за жал да ја памтат поубаво. И оваа година, наредната, веројатно владата пред избори ќе нуди мед и млеко, ќе гледаме како се ставаат камен темелници, како се исплаќаат субвенции и пензии, но реалноста за жал ќе биде сурова. 2014 година оваа влада нашите пари ќе ги троши за себе и за својот луксус. Оваа влада не запира со политиките на изградба на административни згради, фасади, споменици, панорамски тркала, фонтани на плоштадот. Оваа влада не сака да се откаже од рекламите и промоцијата и парите да ги даде на сиромашните граѓани. Оваа влада е побитно да даде 12 милиони евра за панорамско тркало, отколку да даде 7,5 милиони евра за стечајните работници. На оваа влада е побитно да даде повеќе пари за фонтаната на плоштадот во Скопје, отколку да реши некое комунално прашање во Велес, во Штип, во Битола, во Прилеп. Господине Ставровски, приоритетите ви се погрешни. Политиката ви е погрешна. Начинот на кој што ја водите ви е катастрофален, бидејќи само сакате да носите закони со кои што ги зголемувате казните и даноците и зимате повеќе пари од граѓаните. За овие 7 години колку што сте на власт и колку што креирате буџети, граѓаните на Република Македонија ниту живеат подобро, ниту имаат повисок животен стандард, ниту може да очекуваат дека вие ќе направите нешто во македонската економија. Едноставно, политиката ја водите во стилот денеска за утре. Вие не сакате да мислите што ќе правите и како ќе оставите оваа држава и кога ќе си заминете од власт. Не сакате да се откажете од вашата комоција. И не сакате, она што е најважно, да ослободите предприемачки дух во Република Македонија. Денеска стопанствениците се уплашени, граѓаните се уплашени, луѓето не сакаат да се борат затоа што сметаат дека брзо ќе стаса казната и ќе им ја затворите фирмата. И затоа се надевам со реплики или можеби ќе нема реплики, ќе можеме да дебатираме и за други прашања. 20 минути се релативно кратко време, но во секој случај сакам да кажам, и овој буџет е буџет на промашени проекции, буџет кој што не е реален и буџет кој што ќе значи поголема сиромаштија и беда, а поголеми пари и поголема власт за владата на Република Македонија. И ние немаме намера да го поддржиме овој буџет. Благодарам.